Без оглед на силната наука, наречена статистика, тешко би било да се следи развојот на селската населба во Пеница. Впрочем, статистичките податоци за физичкиот напредок или пад на селото воопшто нема да одговорат на прашањето зошто низ неколку временски наврати селото се испустувало, се збогатувало со жители, повторно останувало пусто и така со векови наназад. Периодот на добар пласман на сточните и земјоделските производи укажува на миг од повеќе вековната историја на селото, кога истото се збогатувало со жители само ако дозволувале економските прилики. Незаобиколна е вистина и колективната миграција. Викаме колективна затоа што некогаш потеркот на помодарство знаеле сите жители да се дадат во потрага по животна екзистенција низ белиот свет и при тоа селото да остане празно. Поинаку кажано, без оглед на смената на генерации, селото запаѓало во очај или се збогатувало со жители. Токму за ова последното статистиката како да не е мочна. Таа малку ќе каже зошто некогаш веќе отуѓениот повторно се вратил, каква енергетска сила го навела на тој потек или да влезе во думата на опеничаните за да ја разјасни девијацијата на падови и успони на селото. Се чини дека тоа е повеќе работа за нас, кога низ сплет на настани и разговори ќе дознаеме за носталгичниот однос на жителите према родниот прак, на подсетувањата за нивните свети тајни одживеани овде, крштевки или венчавки, на прошетките низ зелените широки ливади, за првата љубов. Овој видеозапис токму за тоа ќе зборува, за скријаната енергија која за сите времена ги врзува опеничани за родниот крај. Со оглед на огромните габаритни димензии, храмот Свети Никола во Пеница е граден во времето на процвет на селото. Одбранна локација каде се разминуваат поројните води, каде темелите ќе лежат на цврста камена подлога и што е најважно, да се извиши на место каде од сите страни ќе се гледа, зборува за профинетото духовно чувство на тогашните градители. Секој новороденче постанувало Христово чедо со крштевање во храмот, ама добивало и благослов за заеднички брачен живот по одраснувањето низ светата тајна венчавка. Светите услуги, крштевање и венчавка во храмот Свети Никола во Пеница ги користеле и жители од околните села, како што е селото Завој. Повеќе деценискиот хармоничен духовен живот кај опеничани полека замира,
najpoveće poroди statističkite podatoci za pađenje na broj na žitelji vo селото, odnosno vednaš posle големата селидба во така наречениот цивилизацијски свет во кој се макотрпниот труд за класичен обстој, духовните навики паѓале во сенка. Може би таквиот општествен однос према вредностите и не траеше толку долго, сметано по терходна смена на генерации, ама траеше доволно долго храмот Свети Никола да покаже знаци на измореност, на тага поради непосетеност на собствените чеда, руинираност, која му се закануваше со трајни физички оштетувања. На среќа, не беше ни толку далеко денот кога опеничани кажаа само 3 збора, повеќе така не може. Сплетот на статистички податоци и духовниот магнет за враќање на родното огниште на опеничани повеќе нема да не збунуваат. Денес, 8 јуни 2008, дојдовме во Опеница. Одејќи по стапките на сите, дојдовме во храмот Свети Никола. Денес сите патишта водеа токму према него. По кој повод? Времето на осаменост тешко го поднесува и црквата Свети Никола и опеничани каде и да беа ни светот. Првиот изморен од чекање, за да му се вратат, веќе покажа знаци на руинираност, а вторите од морничава носталгичност према ангелот чувар. Дојде времето кога опеничани економски зајакнува и кога посетата на родното место повеќе не беше изземено како резултат на економска скромност. Набргу тие формираат црковен одбор за возобновување на храмот. Го спречуваат влезот на влага во внатрешноста со вградување на бетонска маса, го коригираа веќе испуканиот фрескопис, ја освежуваат подната подлога со мермерни плочи, ги прошируваат црковните простории при влезот во црквата, ја обновуваат камбанаријата, го поравнуваат црковниот двор со потпорни зидови, го разубавуваат приодот до храмот со безброј камени скалила. За само неколку години храмот Свети Никола во Опеница не само што го врати поранешниот сјај, туку постана понос и дика за секој опеничанец, ама и за секој поминувач на патот Охрид Битола, кога задолжително фрла поглед према духовната убавина и се восхитува на делото кое може да го изгради само човек со висока духовна свест. Со оглед на крупните заштитни мерки и корекции, храмот како да побаруваше уште едно духовно подсетување дека тој понатаму ќе ги извршува светите активности на опеничани, а тоа ќе значи повторно враќање на чинот осветување. Токму денес тоа и се случи. Со чино началствување на митрополите Дебарско-Кичевски и Повардарскиот, црквата Свети Никола во Опеница беше осветена. После чинот на осветување, низ кој уште еднаш ќе стане збор за потребната нега и одржување на духовните храмови, ќе следи светата архиерерска литургија, веднаш потоа црковна веселба во придружба на културно-уметничкото друштво Илиндан од Велгошти, после кое ќе следи црковен ручек за сите присутни. Нека ви е честито осветувањето на храмот Свети Никола Опеничани. Повелба. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Ние, Тимотеј, митрополит Дебарско-Кичевски, во сослужение со митрополит Повардарски господин Агатангел, денес на 8 јуни 2008 година, на 7-ма недела по Великден, посветена на светите отци од Првиот Вселенски собор и на празникот Свети апостол Кар и светиот новомаченик Александар Солунски,
Извршивме преосветување на црквата посветена на Свети Никола во село Опеница Охридско, во годината кога Македонската православна црква прославува јубилеј 50 години од возопсокупање на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква. Чинот на преосветувањето се извршува во годината кога поглавар на Македонската православна црква е негово блаженство архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, председател на Република Македонија е господин Бранко Црвенковски, премиер на владата на Република Македонија е господин Никола Груевски, градоначалник на град Охрид е господин Александар Петрески и вршител на должноста парокијски свештеник е Никола Кипријанов. Повеќегодишните реноваторски запати во црквата Свети Никола се извршија под раководство на црковниот одбор, како и даренија на верниците од село Опеница и по широката околина. Митрополит Деварско-Кичевски Тимотеј своерачно, митрополит Новадарски Агатангел своерачно. Ајде, нека е честито од Бога, благословено и вечно, нека биде запечатено пред престолот за да ни се најде за здравје, спасение на цел македонски народ и на сите нас денеска што се мачиме и работиме и оние што го сработиле ова. Свети Никола на помош сега и во сите векови. Амин. Ајде се го дозгорати.
Освяти се имя Твое, да приде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни даш нам днес, и остави нам долги наши, яко же ми оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Слава Сину и Святому Духу, и нині и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Високо преосвященейший Владико, святый благослови. Христе Боже, благослови гледењето и пињето и може го овој дом и во целиот Твој свет, зашто си свет сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Пријатно јадење. Ајде, чести ден од Бога, благослови.